Не сум горд на ова што ќе го кажам. И однапред се извинувам на сите оние кои што нема да се согласат со мене. Но ние од овој регион често пати не сме подготвени, ниту пак имаме доволна волја да спроведеме сериозни и болни реформи, а клучните реформи воглавном се болни, ако не сме изложени на сериозен притисок од надвор. Ете, затоа верувам дека за сите нас процесот на преговори е исто толку важен, ако не и поважен од самиот чин на пристапување во полноправно членство на Европската унија. Почитувани дами и господа, Подгоричкиот клуб е клуб на поранешни председатели и премиери на земјите од регионот. Да се биде поранешен председател или поранешен премиер, значи дека се говори во свое лично име, а не во име на официјалната власт на конкретната држава. Тоа не ја намалува одговорноста, но ја зголемува слободата во искажувањето на сопствените ставови. Затоа денес, без да ја заборавам одговорноста, ќе ја искористам таа поголема слобода и ќе порачам. Доколку ова лето не добиеме датум за преговори, за мене тоа ќе биде доказ за отсуство на лидерство и визија во рамките на Европската унија. И не само визија за еднината на Западен Балкан, туку и визија за еднината на самата Европска унија и целиот европски континент. Регионалната соработка е клучна за развојот на нашите држави. Неопходно ни е поврзување на сите нивоа, од политичко, економско се до инфраструктурно. Во нашиот регион постојат многу регионални иницијативи, во кои учествуваат актуелни председатели, премиери и министри. Ќе истакнам само две комплементарни иницијативи, Белинскиот процес и процесот Брдо-Бриони, но сакали или не, актуелните политичари многу често се оптоварени со дневно политички прашања. До сега недостасуваше влијателна платформа за отворен и суштински диалог, што би бил растоварен од дневно политичката динамика. Вие нудите нешто ново. Верувам дека Подгоричкиот клуб, како совет на искусни лидери, ќе го пополни овој вакуум. И вие тоа веќе го правите со вашата амбициозна визија за Западниот Балкан 2030, визија што е растеретена од минатото и историјата и е целосно фокусирана на сегашноста и иднината.